Прилеп ја одбележува Европската недела на мобилност, чија цел е подигање на свеста за одржлива урбана мобилност и се промовираат чисти еколошки транспортни решенија. Ориентација, велосипедизам, планинарење, зумба беа само дел од активностите кои што се презентираа пред учениците од основните и средните училишта. Ориентацијата е дел од планинарските спортови, значи потекнува. Ние користиме мапа и компас и целта е за што побрзо време да се најдат означените знаменца на мапата редоследно, значи. Направивме една патека која што е низ центарот на градот со должина од 700 метри. Тоа е воздушна линија, но сепак е нешто полесно за да имаат некаква представа за што станува збор. Испечативме мапи, прво ќе имаме едукација во училницата за основните работи за нашиот спорт, а потоа во групи ќе ги праќаме дечињата да ги најдат портокалово-бело обоените знаменца. Денеска сум јас овдека да зборуваме малку повеќе за планинарењето. Имам донесена некоја опрема која што ќе му биде приложена и на тој начин се надевам дека планинарењето ќе им го доближам и ќе ги мотивирам за почесто да излезат на планина, бидејќи со новиот начин на живење и со технологијата напредна и со овој корона период сите, не само децата, останавме дома, па мислам дека треба да се активираат и ова е еден добар начин како поблиску да ги донесиме овие аутдор активности до сите граѓани. Пред децата се представија извидниците од Прилеп кои што велат дека нивниот број секоја година се зголемува со заинтересирани членови. Јас како 7 годишен извидник можам да кажам дека во последните неколку години има земено поголем замав, конкретно во Македонија, а низ целиот свет е доста популарно, негде на светско ниво броиме над 50 милиони членови. Па на нашата програма, односно ние нудиме нешто што е посебно, што не секој го нуди. Се разликуваме од останатите младински организации, од спортските клубови. Ние нудиме од се по нешто. Пред најмладите се одржаа и предавања за велосипедите и едукација за тоа како дечињата да се движат низ сообраќајот во градот. Велосипедите стануваат се попопуларни кај граѓаните и истите се повеќе започнуваат да се користат за спортски активности низ планините, како маунтин бајкот, но и како превозно средство низ градот. Одзивот е огромен. Тука денеска јас како сум представник односно предавач за планинскиот велосипедизам, кој што во нашиот град зема се поголем замав, односно се поголем број на деца и возрастни се приклучуваат, односно излегуваат во планина користејќи го велосипедот како средство и за рекреација, меѓутоа се почесто и за нормални потреби низ градот. За да се продолжи безбедното движење на сите учесници во сообраќајот кои што го одбраве велосипедот како превозно средство, мораме да сугерираме и да ги натераме институциите да ја прошират таа велосипедска инфраструктура за сите дечина да се движат и да стасуваат од дома до училиште безбедно, без да се чувствуваат загрозени од автомобилскиот сообраќај. Со ова сакаме да скренеме внимание дека Прилеп како град е релативно рамен и многу мал по површина и е идеален за движење на граѓаните на велосипед. Со тоа сакаме да ги поттикнеме да се движат со велосипедот, да ги остават автомобилите дома. Во активностите кои се презентираа пред учениците од основните и средните училишта се вклучени здруженија на граѓани, спортски клубови, сојузи, јавни предпријатија и други институции. Активностите започнаа во саботата, а ќе траат се до четврток. Утре ќе има трка на 5 километри насловена Прилеп трча.